Добра вечер. Дневник на КТВ, 14 јануари 2026. Кавадарци работи на постапка за гасификација и делумна топлификација, најави градоначалникот Митко Јанчев. Го споменавме и кажавме во делот на решавање на амбиенталниот воздух. Тука имаме три моменти, на крајот ќе оставам клучната работа. Шумско стопанство. Од оваа година мора да го ставиме во колосек да си оде по закон, по прописи и по цел. И не само шумско стопанство, секој еден кој што продава дрвна маса. По закон мора да има централен плац, на централниот плац треба да си ги донеси дрвјата, од кај да ги носи, и техничката обработка треба да се заврши на тој централен плац. Односно сечењето, цепењето, дори до палетизација. За кога ќе стигнат дрвја на твојот комшија, немаш ти никакво ремете, ни во делот на камиони, ни во делот на истовар, ни во делот на сечење, ниту на прашина, ниту на цепење, него он си добие готов производ, а не поскапа од сегашната цена. Второ, завиколниците која се изграде, тешкиот товарен сообраќај комплетно ќе го тргнеме од општина Кавадарци, со тоа издувните емисии на гасови од тешкиот товарен сообраќај ќе го немаме и ќе имаме релативно релаксиран сообраќај. Градењето на кружните кои семафорски решенија, новите булевари, се оно што се изгради до сега и што се гради, растретување од повеќе оски на градот, сообраќајното движење да биде по-проточно и понавремено, и тука се намали делот на загадувањето. Трето, во делот на земјоделската опрема. Веќе и на себе спомнав дека над 22 км ќе има тампонирање на полски патишта во делот на влезовите за неносење на кал. Верувате дека таа кал се претвара во прашина и тие PM частички. Ова го зборав сето од 3-годишната анализа правена со ЮНИПИ и со Гоце Делчев од универзитетот заедно со општина Кавадарци и со 20 институции. Меѓу првите општини што имаме 200 страници комплетна, што во делот на воздухот. Фосилни горива, прашина, толкова влегува толкова. И од тој дел заштитиме и за крај, отпуштуваме сега тенеска постапка во втора половина од јануари, проектот го имаме од 2019. Не спиевме ние додека некој друг спиел или за време на короната, не си направија проекти. Значи, проектот е комплетна гасификација со делумна топлификација на општина Кавадарци и околината. Се распишува тендерот, клучната точка ја договоривме со Номагас, се приклучуваме на Сопот станицата, тоа е негде после Сопот. Од Сопот влечеме главна линија, се до над Лидел, би кажал сега во моментот, и тука правиме подстаница, и од подстаница даваме мрежа во градот. 1 милион евра се обезбедени средства, дополнителен заем ќе земеме за уште 3 милиона евра, за ударните 3 години, како што ветив и кажав, ние гасификацијата ја спроведиме заедно со топлификација, со тоа што секој еден ќе има пристап во разумни цени и нормални услови да се приклучи. Ако направиме гасификација кошта 3000 евра по семејство, не сме направиле ништо. Така да ние мора да направиме план. Веќе размислувам да цената на приклучок на газ биде делумно кофинансирана од општината или од јавното предпријатие, за да може најголем број на луѓе се приклучат. Ја збораме топлификација за тоа што колективните згради со над 4 стамбени единици ќе имат и котел на газ, каде што ќе имат топла вода зимото. И мислам дека со тоа, не мислам, сигурен сум дека 99% не ќе го решиме. Загадувањето на амбиенталниот воздух кој што го имаме од месец септември, октомври до месец април, мај. Почетокот на варење на ракија и апсолутно, и добивањето на квалитетен воздух, квалитетен живот, квалитетен сообраќај и квалитетна безбедност. Тоа ми е крајна цел и нема да спиеме. Ние имаме пред нас 4 години кои што не се пред нас. Времето е пред нас, проектите се позади нас. Нас се проектите готови, направени, ревидирани со градежна дозвола кои што треба да ги спроведиме. И затоа кога ќе каже, вика, си добил пари од таму, си добил пари од тука, дошол тој амбасадор, дошол овој, тој не дојде да ме види мене дали сум убав. Сигурно доаѓа за таму кај што сака да направи позитивен момент. На секоја една личност си треба да се во општеството на некој начин етаблира врз основа на позитивни проекти и моменти. Не сме дојдени да правиме цевки, канализација или да ви кажеме, супер, го изфрливме џубрето денеска, е чисто во општина Кавадарци и клучен момент со приклучок на подстаницата во Сопот,
Нашето јавно предпријатие Кавадарци газ, кој што е формирано пред 2 години, нема ни еден вработен, а утре може да стане во функција, ќе добие ексклузивитет за индустријата. Затоа и го одбрав Петочкова да биде во Сопот. Значи, сите индустријски капацитети, компании, големи компании, мали компании, нема да имат можност да се приклучат директно на магистралниот цевковод. Зошто го зборам? Кога ќе добиеме некако клиент, Дрекслер, ИГМ, Фени, Тиквеш, не знам, Кожурчанка, Градба, други компании, сите што трошат газ, Слога, ние ќе имаме континуирана потрошувачка, 12 месеци на газ, по метри кубни ќе имаме стабилна цена. Тоа значи дека граѓаните автоматски, за тоа што индустријата ќе троши континуирано газ, ќе добијат па сигурно пониска цена до 30% од струмици идат Куманово. Ова не го зборам на памет, значи цената на газ се дава врз основа на потрошени метри кубни газ на континуитет. И така и се купува и се пазари на берса. И тука може да прави средна цена за граѓаните кои што ќе бидат во повластена ситуација. И за крај на таа гасификација, топлификација. Затоа му кажав или советниците, треба да носите негаши машки одлуки. Ако стигнеме до 70% гасифициран град и до 70% урбана заедница љубаш, 70% населението урбанизирано, извини, гасифицирано и приклучено на газ, можеме да донесеме одлука да кажеме таму во таа урбана заедница забранува грејењето на дрве. Ама даваме алтернатива. Да не те кошта поскапо, да не те уништиме како семејство. Кавадарци има редовно водоснабдување, а кавадарчани пијат квалитетна вода, вели во емисијата ТВ Објектив на КТВ директорот на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци Гоце Ангеловски. 90% од главните канализациони, односно водоводни линии се променети во општина Кавадарци, така да граѓаните пијат квалитетна вода. Има многу малку споредни улици каде што во наредниот период ќе ги извршиме тие промени, ќе ги направиме тие реконструкции, меѓутоа мислам дека како никаде во Македонија Кавадарци пие квалитетна добра вода со добра инфраструктура поставена. Полиетиленски и ПВЦ, односно пластични цевки, некаде се и дуктилни цевки и тие се исто со добар квалитет. Значи, нас не е битно да имаме она вода која што е квалитетна од лукар која што ја добиваме, да ја пренесеме до секој дом во таква добра состојба. Доаѓа високи температури, меѓутоа кавадарчани не осетија рестрикции на вода. Кавадарци повеќе години не осеќаат рестрикции на вода. Тоа е поради неколку работи. Првата работа е имаме дополнителен водовод кој што го користиме во најтоплите денови, во летниот период. Таму користиме околу 50 на литри во секунда. Меѓутоа, друга работа имаме што имаме добра инфраструктура на подземни инсталации, на водоводни линии и имаме добро зонирање на градот. Односно, ни функционира SCADA системот кој што 5-6 пати до 10 пати во текот на годината знае да затаи, затоа некогаш во некои повисоки делови од градот може да снема притисок или на највисоките да снема вода, меѓутоа тоа не е повеќе од час-два. Додека се рестартира скадата, додека дојде интернет, додека ако немало електрична енергија да се напои тој вентил систем со електрична енергија, мислам дека тука имаме добра и структура и подлога каде што можеме да се пофалиме дека буквално Кавадарци и покрај оние нови приклучоци, покрај оној развој на градот кој што го имаме на секаде, не оставаме повеќе од час до два без вода. Затоа тука морам да ги пофалам и работниците кои што и сами сте сведоци дека неколку пати во 12, во 1 часот на полноќ вршеле големи интервенции, големи поправки од страна на дефекти. Знаете дека може да се дешаваат дефекти, голема водоводна линија, на 300 км имате линии вие, каде што се со цел да граѓаните утре дента имат вода, за основните потреби, работели на полноќ и до утрените утрински часови. Самите граѓани се сведоци, тоа е една динамика, една работа, една начин на дисциплина за да викнете вие некој во 11, во 12 час и машини за работа,
и водоинсталатори, и работници, и стручни луѓе кои што треба да го надградуваат сето тоа, мислам дека е една силна работна дисциплина која што ја нема никаде во Македонија. Општина Кавадарци објави јавен конкурс за делегирање на надлежностите за организирање и реализирање на културните манифестации за 2026 година на правно лице. Како што е наведено во јавниот повик, се делегираат надлежностите за организирање и реализирање на манифестацијата Свети Трифун, Недела на виното и традицијата Културно лето го сакам Кавадарци, Тиквешки гроздобер, Нова година 2027 и Божичен базар. Општина Кавадарци исто така во рамките на најавениот јавен повик за поддршка на граѓанските организации, заедно со UNDP програма Reload 3, организира уште една јавна средба со невладиниот сектор во четврток, 15 јануари во 11 часот во големата сала. Отворена етно соба во Ресава посветена на џаламарите. Денес собран по повод еден значаен настан на селото Ресава, целиот Тиквешки регион, отварањето на етно соба посветена на зачувување на нашето културно материјално богатство. Овој простор представува чувар на традицијата, обичаите и народната меморија, особено на античните обичаи на ресавските џаламари, символ на идентитетот, истрајноста и духовното наследство на овој крај. Со нивно постоење и негување се одржува живата врска меѓу минатото и сегашноста. Етнособата е резултат на заедничка посветеност на локалната заедница, институциите со јасна цел да се зачува и пренесе културното наследство на идните генерации, да се зајакне културата препознатлива на тифешијата. Нека овој простор биде место за почит, учење, инспирација и нека сведочи дека традицијата не е минато, туку жива вредност што не обединува сите. Ова етнос соба содржи фотографии од самата традиција, од самиот обичај на џаламарската група од селото Ресава, кои што се представени во ова етно соба. Потоа ова соба ги содржи и реквизитите кои што се употребуваат во самиот настан, во самото практикување на обичајот во џаламарската група и имаме простор, витрина во која што се сместени сите признанија, сите награди, сите благодарници и учества на џаламарската група на разни фестивали и на разни карневали. Оваа џаламарска игра представува духовната култура на овој етнички предел Тиквеш и е дел од на духовната култура на македонецот. Заедничката соработка, заедничкото работење на Локален музеј галерија Кавадарци и џаламарската група придонесува да имаме збогатување на ова духовна култура, односно представување, презентирање и афирмирање. Само со непосредно учество и присуство на овој настан, на ова традиција, можеме да го почувствуваме духот на џаламарите од селото Ресава. Џаламарската игра, традиција, според моје мислење, треба да остане во својата изворна форма, како што била со векови наназад и да продолжи во тој контекст. Македонија се задолжи за 1 милијарда евра преку издавање на 10-та поред еврообврзница. Денес сакам да информирам дека Министерството за финансии успешно ја реализира аукцијата за издавање на 10-та обврзница, што представува значаен чекор во управувањето со јавните финансии и јасен сигнал за довербата на меѓународните инвеститори во економските политики на владата. Врз основа на детална и навремена анализа на состојбите на меѓународните финансиски пазари, Министерството донесе одлука за задолжување, кое што се реализираше преку 2 транши од по 500 милиони евра со рок на доспевање од 4 и 8 години. Ваквата структура возможува оптимално распоредување на обврските во среден и долг рок, како и дополнително намалување на ризиците поврзани со рефинансирањето. Особено значајно е што успеавме да пласираме 8-годишна обврзница, доспевање кое последен пат
беше постигнато пред повеќе од 20 години. Ова представува силен сигнал за довербата на меѓународните инвеститори во економските политики, реформската агенда и стабилноста на земјата. Интересот од инвеститорите беше исклучително висок. Само еден час по објавувањето на почетните каматни стапки, побарувачката достигна 2 милиарди евра. Пред отварање на американскиот пазар, книгата на инвеститори надмина 3 милиарди евра, а по неговото отварање вкупната понуда достигна повеќе од 4 милиарди евра. Ова представува јасен и мерлив доказ за силната доверба во нашата фискална стратегија и макроекономска стабилност. Како резултат на ваквата побарувачка и внимателно одбраниот момент за излез на пазарите, кај двете транши беше постигната најтесна каматна маргина во однос на референтниот Еурибор, споредено со сите државни издавања во изминатите 20 години. Во процесот учествуваа повеќе од 150 глобални инвеститори со диверзифицирана база која опфаќа еминентни институционални инвеститори од Германија, Соединетите Американски држави, Велика Британија и земји од Европската Унија. Каматните стапки кои ги постигнавме се меѓу најповолните во однос на референтната вредност на Ериборот во последните 20 години. За траншата со рок од 4 години каматата изнесува 3,875%, а за траншата со рок од 8 години 4,75%. Особено имајќи ги предвид актуелното високо ниво на Еуриборот, овие услови представуваат најконкурентна цена на задолжувањето што државата ја има постигната во последните 2 децении. При издавањето на оваа еврообврзница посветивме особено внимание и на вкупните трошоци поврзани со нејзината реализација. Трошоците за синдикатот на банки и за правните советници се пропорционално најниски досега во споредба со сите претходни издавања. Дополнително со цел целиот процес да биде максимално исплатлив и со најмали можни фискални оптоварувања, донесовме одлука паралелно со новата емисија да реализираме и предвремен откуп на еврообврзницата што достасува во јуни 2026 година. Со оваа одлука ќе оствариме заштеди кои во значителен дел ќе компензираат трошоците од новото издавање. Нашата земја во моментов се задолжува по услови подобри од повеќето земји во Западен Балкан, со каматни стапки кои се блиску до регионскиот минимум и со исклучително силен интерес од меѓународните инвеститори. За споредба, земјите од поширокиот регион и Западен Балкан, како и земји со повисок кредитен рейтинг и членство во Европската Унија, се задолжуваат по значително повисоки каматни стапки. Еден пример таков е Романија, која во октомври 2025 година издаде еврообврзница со каматни стапки од приближно 5,5% за 7 годишна, околу 6% за 12 годишна и над 6,5% за 20 годишна рочност. Големата побарувачка, која беше повеќе кратна, повисока во однос на понудениот износ од 1 милиарда евра, јасно ја потврдува стабилноста на макроекономските политики и одговорниот пристап во управувањето со јавниот долг. За споредба, земји од поширокиот регион и Западен Балкан, како и земји со повисок кредитен рейтинг и членство во Европската Унија, во последниот период, како што кажав, се задолжуваат со каматни стапки многу повисоки отколку оние кои што ги добивме ние на вчерашната аукција. Денеска на повик на премиерот Христијан Мицковски се одржа лидерска средба на која, како што беше најавено, се разговараше за укинувањето на техничката влада, реформските закони и други прашања. Промената на уставот не беше спомената. Освен Мицковски, како представник на коалицијата околу ВМРО ДПМН, таму беа генералниот секретар на ЗНАМ Горан Минчев, градоначалникот на Тетово Билал Касами, а од опозицијата лидерите на ДУИ и Левица Али Ахмети и Димитар Апасиев. На средбата не присуствуваше лидерот на СДСМ Венко Филипче. Кој оди на средба со Мицковски, легитимира криминал и изолација на земјата, порачаа денеска од опозиционата СДСМ. Средба со криминалци нема да има. СДСМ останува со граѓаните на вистинската страна. Сите што денеска ќе одат на средба со Мицковски за укинување на техничката влада, остануваат соучесници во легитимирање на криминалот и корупцијата, во анти-ЕУ кампањата за изолација на земјата,
во планот за предвремени избори и мигранти за пари. Тендер коалицијата ДПМН знам не сака диалог, туку алиби за распишување на предвремени избори кои веќе им се договорени. Не сакаат реформи за ЕУ, туку покритие за намерна изолација на земјата. Им се брза. Им ја откривме корупцијата, им ги разоткривме плановите за мигранти, во буџетот нема пари. Сакаат да ја укинат техничката влада, затоа што не сакаат опозицијата да влезе во министерствата, да се види што се правеле со трошење на парите на граѓаните на Македонија. Антикорупцијскиот тим на СДСМ изнесе само дел од работите и скандалите. Можете да замислите што се случувало таму. Затоа не сакаат да ја пуштат опозицијата во министерствата. Тоа е главниот проблем. Во скандалот со ИПАРТ 3 видовте, има и уапсен директор од ДПМН заради корупција и злоупотреба на европски пари. Можете да замислите што се случувало во Министерството за земјоделие. Затоа не сакаат да ја пуштат опозицијата во министерството. Затоа и не сакаат техничка влада. Злоупотребата на полицијата после нејзина целосна партизација е уште еден инструмент за притисок, сила, закани и уцени, но и за заштита на криминалците. Затоа не сакаат да ја пуштат опозицијата да влезе. Покрај оние 161 тендер за една фирма, 51 тендер за друга фирма, 9 милиони евра за трета, 1,2 милиони евра тендери во пошта, можете само да замислите што се прават. Не сакаат да има техничка влада за опозицијата да не влезе и да не види што се правеле. Во буџетот нема пари. Недостасува 1 милиарда. Дупките власта ги пополнува со постојано трупање на нови долгови. Се е веќе јасно. Техничката влада мора да остане. Таа е единствената шанса, единствениот обид за некакви минимални услови за фер избори. Актуелната власт на тендер коалицијата ДПМН знам ги злоупотребува институциите и државните ресурси за партиски и криминални цели. Воспоставена е целосна контрола на обвинителството, се врши притисок врз судскиот совет, се носат измени на кривичниот закон за спас на актуелни функционери, се партизира и се злоупотребува полицијата. Се носат резолуции со кои практично се укинува слободата на говор на опозицијата. Се злоупотребуваат пари во земјоделието, а масовниот надзор со над 65.000 камери нема контролни механизми, ниту заштита од злоупотреби. Почитувани, заклучокот е едноставен. Не се созреани услови во општеството за укинување на техничката влада поради криминалната власт. Опозицијата мора да влезе во техничката влада и да се обиде да обезбеди барем малку услови за фер избори. СДСМ ќе ги искористи сите демократски механизми да го заштити изборниот процес и слободната волја на граѓаните. Техничката влада мора да остане. Ако ја укинат техничката влада, ќе убијат и онаа малку шанса што постои за фер избори. Тоа нема да им го дозволиме. Заедно ќе вратиме власта во рацете на граѓаните. Антикорупцијскиот тим на СДСМ денеска порача дека сопственикот на фирмата со 51 тендер бил член на избирачкиот одбор од ВМРО ДПМН. Скандалот што го објави антикорупцијскиот тим на СДСМ за фаворит фирмата на ВМРО, која од општините добила 51 тендер вредни 16 милиони евра, има и друга позадина која денеска ја откриваме. Кој е сопственикот на Pyramid Building Solutions, која добила 51 тендер вредни неверојатни 16 милиони евра и како е поврзан со ВМРО ДПМН? Станува збор за известен Петар Доновски. Петар Доновски бил член на избирачки одбор од ВМРО ДПМН на избирачко место 2680 во општина Аеродром. По престанување на мандатот на Доновски, ВМРО ДПМН на негово место назначува друг партиски представник. Дали сега е јасно за поврзаноста со ВМРО и политичкото влијание? Само од општина Аеродром
оваа фирма има добиено 22 тендери. Ако ова не е конфликт на интереси и политичко влијание врз доделувањето на тендерите, тогаш што е? Уште ли ќе чекаат јавното обвинителство, ДКСК и финансиската полиција? Ние секојдневно ќе ги прозиваме. Не само за овој нов случај со 51 тендер, туку и за скандалите со 161 тендер за една фирма, 9 милиони евра за друга, 1,2 милиони евра за фирмата блиска до Знам од пошти. Но овој скандал открива и нешто друго, а тоа е поврзаноста на тендерите со избирачкиот процес. Уште еден доказ зошто техничката влада мора да остане. Ако некој што бил во избирачки одбор, именуван од ВМРО, ДПМН и добива милионски тендери, може да замислите на што би личеле избори без контролни механизми од опозицијата. Затоа не сакаат опозицијата да учествува во техничката влада, затоа што не сакаат да бидеме сведоци на криминалот и корупцијата. Техничката влада мора да остане. Ако ја укина техничката влада, ќе убијат и онаа малку шанса што постои за фер избори. Тоа не смееме да им го дозволиме. Ако СДС се сомнева за некаков вид на криминал или корупција, нека се јават на нивните судии и обвинители. Тие веднаш ќе им помогнат, ако нема да се извинат за ширење на манипулации и невистини. Реагираа од ВМРО ДПМН и додаваат, СДСМ повторно растура пердуви во јавноста со цел да прикаже некаква поврзаност на ВМРО ДПМН со некакви фирми и да шири лаги и манипулации. Следува информација од спортот. Утре стартува 17-тото европско првенство во ракомет за мажи. За македонската репрезентација ова ќе биде 8-мо последователно учество, а противниците во групата ни се домакино Данска, Португалија и Романија. Нов спортски јануари и уште еден голем ракометен настан. 17-то издание на Европското првенство 2026 за мажи, а Македонија повторно ќе биде дел од големата сцена на стариот континент. Турнирот ќе се одржи од утре, 15 јануари, па се до 1 февруари, а домакини ќе бидат Данска, Норвешка и Шведска. Ова ќе биде втор пат Европското првенство да се организира во 3 држави, по изданието во 2020 година. Финалниот надпревар ќе се игра во Хернинг, Данска. На шампионатот ќе учествуваат 24 репрезентации, што ќе биде 4ти пат да се користи ваков формат. Трите земји домакини, Данска, Норвешка и Шведска, обезбедија директен пласман, како и актуелниот европски шампион Франција. Со второто освоено место во групата 1 од квалификациите зад перфектната Словенија, машката ракометна репрезентација на Македонија обезбеди ново учество на еден голем ракометен собир. Европското првенство во Скандинавија ќе го одбележи 8-то последователно учество и 9-то вкупно на Македонија. Овој шампионат ќе биде 5-тиот голем турнир за нашиот селектор Кире Лазаров, трето европско првенство, со крајна цел да се стигне до главната рунда и да се подобри пласманот од 17-тото место на изданието во 2024 година. Македонија стартува во петок на 16 јануари против Данска. На 18 јануари играме со Португалија и на 20 јануари ќе се соочиме со Романија. Актуелниот светски олимписки шампион Данска е во мисија конечно да се врати на европскиот трон по 14 години чекање со помош на своите страстни навивачи, бидејќи Данска е еден од домакините на европското првенство и тоа по втор пат во историјата на земјата. Данска ќе биде без легендите Никлас Ландин, Хенрик Мелгард и Микел Хансен, но со звезди од калиберот на Емил Нилсен, Симон Питлик и пред се Матијас Гитцел. Португалците, кои се во голем налет
повеќе не се најголемата чувана тајна во ракометот, бидејќи седмо пласираната репрезентација од Европското првенство во 2024 за овој собир во квалификациите заврши на лидерската позиција во групата 8, и тоа пред Полска и Романија. Предстојниот турнир ќе го одбележи четвртиот последователен настап на Португалија на Европското првенство и вкупно 9-то. А Европското првенство во 2028 година на португалците веќе ќе им биде во мислите, бидејќи ќе биде еден од кодомачините заедно со Швајцарија и соседната Шпанија. Романија поранешна велесила во светскиот ракомет. На Европското првенство место обезбеди како една од 4 најдобро трето пласирани репрезентации во квалификациите. Романците имаат 2 последователни настапи на европските првенства само по втор пат во својата историја, повторувајќи го својот подвиг од средината на 90-тите години, што го прави ова нивно вкупно четврто учество на Европското првенство. На претходното првенство на Стариот континент Романија заврши на 22-то место со 3 порази во групата. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на утринска магла, ќе дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Температурата во интервал од -5 до 10 степени. Во деновите од викендот ќе има зголемена облачност и повремени локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Дневната температура повторно ќе биде во опаѓање. Ги гледавте содржините во Дневникот на КТВ. Благодарам за довербата и вниманието. Имајте пријатна вечер.